денеска е сосема нормално да чувствуваме отпор кон непознатото и дека не е малку тешко и на нас професорите и на учениците да излезат од онаа комфортна зона што ја имаат, за да можат нели да се учат на рад, да се седат во училишните клупи, а ние да си предаваме. Меѓутоа, како доаѓа времето, како поминува времето, наидуваме на се поголеми потреби и можности за да ја користим онлайн наставата, а со тоа нормално и социјалните мрежи. Првата работа што ми падна на памет е користењето на мобилните телефони, затоа што често пати бевме сведоци дека им беа забранувани на децата на часовите мобилните телефони, затоа што тие ги користат исклучиво само за чет, да се повикам на нивниот јазик, и за игри. Меѓутоа, лично јас никогаш не сум ги забранувала, затоа што сметам дека ако ги насочите децата, тие ми се мене како пластелин кој што можете да си го правите онака за да извлечете најдоброто од нив, ако ги насочите дека можат да служат и за учење, мислам дека ќе бидат одлични и на часовите со мобилните телефони во рака. Сведоци сме дека прекомерното користење на социјалните медиуми влијае врз јазикот на младите, врз нивниот правопис, така што тие стануваат многу економични во изразот. Никогаш не користат целосни реченици, секогаш одат на кратки фрази, за да се разберат од својот поговорник, пред нивните врсници. Со тоа настануваат и невообичаени кратенки, кои што можете да ги видите, тие се преземени од учениците, и оно што јас го забележав дека во своите кратенки тие ги спуштаат самогласките. Не ми е јасно зошто, но ете, тоа е како еден општ заклучок. И ако отворите еден приватен чек на еден средношколец, се види дека всушност имате таму само некои букви, кратенки кои што возрастен човек може би нема ни да разбере што комуницираат. Училиштето пред 2 години, мислам, работевме на проект за спречување на насилството меѓу учениците, нели булинг што го викаме. Учениците најпрвен дискутираа за тоа што представува малтретирањето, во какви форми се појавува. Потоа разговарав со нив дали е тоа добро, нормално, работиме со помали деца, треба ли да се работи на тоа да се промовира некаква ненасилна култура во училиштето. И на крајот прашањето како тоа можеме да го направиме. Затоа и решивме да ги искористиме медиумите, односно да го искористиме филмот како медиум. Одлучивме да креираме краток филм. И оно што беше најважно тука е учениците да одредат која е пораката што сакаме да ја пренесеме преку нашиот филм. Се изработи сценарио, се продуцираше филмот, се сними, го прикачивме на YouTube, па се споделуваше по социјалните медиуми. Она што учениците научија е дека медиумот може да биде силно оружје во нашите раце. И на нас останува нели како ќе го искористиме тоа оружје, дали ќе го искористиме за добро или за лошо. По завршувањето на проектните активности, она што мене ме изненади е што учениците сами продолжиле да работат, па дури изработија уште еден краток филм кој што беше многу пософистициран од тоа што јас ги учев, што покажува дека достигнале одредена медиумска зрелост, значи нешто научиле преку овој проект. Veliki broj nastavnika sve što je nova tehnologija, sve što je mobilni telefon i tako dalje vidi kao izuzetnu opasnost i nisu dakle voljni da izvuku nešto pozitivno iz svega toga. Ali naravno da uvek i u Srbiji, kao i kad sam se ja školovao, kada sam išao u osnovnu i srednju školu, da veliki broj promena počiva na entuzijastičnim pojedincima. Dakle, na onim nastavnicima koji će uprkos tome što su jako malo plaćeni, što se njihov rad ne ceni dovoljno, što su pod pritiskom i učenika i nastavnika, želeti da naprave nešto više, da naprave neke posebne programe, da uključe decu i da ih zapravo uvedu u svet medijske pismenosti. Jer čak i ako nastavnik ne poznaje najbolje aplikacije, ako nastavnik nema svoj profil na Instagramu ili TikToku, to ga ne sprečava da priča sa učenicima o nekim moralnim vrednostima, o zaštiti podataka, o važnosti privatnosti. Dakle, čitav je niz tema gde je nastavnik apsolutno kompetentan da razgovara sa učenicima, čak i ako nije zagriženi korisnik digitalnih tehnologija.